Во рамки на капиталниот проект на Министерството за здравство, неодамна владата на Република Македонија изврши набавка, пошто и промовираше 69 нови врвно опремени специјални амбулантни возила од програмата на францускиот производител Рено, кои што треба да бидат распределени на ургентните центри и на службите за итна медицинска помош низ државата. Идејата се разбира е модернизирање на возниот парк на службите кои секојдневно спасуваат животи, се со цел да се зголеми нивната ефикасност. Уште на денот на промоцијата, министерот за здравство Никола Тодоров изјави дека секој град од Републиката ќе добие барем едно ново возило, а за поголемите се резервирани по неколку. Па така, според најавите, во средата на 28 ноември, Крива Паланка, поточно јавната здравствена установа академик професор доктор Димитар Арсов, ја поднови својата гаража со ново возило за итна помош, опремено според највисоките светски стандарди. Според директорот на здравствениот дом во Крива Паланка Радивој Маџовски, со овој потек на Министерството и на владата во голема мера е решен проблемот на интервентните единици од нашиот град, зашто упати благодарност до централната власт. Ова е една огромна добивка за нашиот град Крива Паланка. Најнапред би сакал да се заблагодарам на владата на Република на Македонија, Министерството за здравство, што го до крај истера овај проект кој се покажа како успешен. Што добиваме? Добиваме едно возило кое е комплетно опремено. Значи, да кажем вака малку полаички, мала болница. Тоа значи дека ние со ово возило веќе имаме внатре дефибрилатор, ЕКГ, сето оно што едно современо возило за итна медицинска помош што треба да има, го има во него. Значи тоа уште еднаш благодарност до владата на Република Македонија што покажа чувство за сите градови да добијат едно вакво возило и сметам дека ова е од огромен допринос за нашите граѓани од Крива Паланка за интервенциите и за транспорт до Скопје. Кривопаланечката служба за итна помош досега располагаше со 3 релативно дотраени и амортизирани амбулантни возила за брза интервенција кај лица кои имаат потреба од медицинска помош. Сепак, покрај бројното збогатување на возниот парк, со неновиот моторизиран член на нашиот здравствен дом, во многу што се подобруваат и неговите перформанси. Разбирливо, задоволен беше и првиот човек на градот, градоначалникот Арсенчо Алексовски, кој лично дојде да им честите на вработените за подновувањето на возниот парк. Наопшто задоволство на наши, на граѓаните, на вработените во здравствениот дом во Крива Паланка, денеска добивме едно ново возило кое возило на вистина заслужува внимание и на вистина заслужува честитки. Тоа е едно од возилата од 69 возила кои Министерството за здравство ги доделува низ медицинските центри и здравните домови низ Република Македонија. Ние како Крива Паланка добиваме едно возило, денеска го донесува. Присутни сме овде да видиме што се има во ова возило, што се опрема, каква опрема има. Може да констатираме дека навистина се работи за една мини болница која е внатре во самото возило. Јас како градоначалник сум задоволен, може да посакам. Нормално е дека тоа возило ќе се користи, но да се користи за успешни работи, да биде навистина користено со успех и дај Боже да вози само повеќе трудни жени него да имаме онака болни луѓе. Вакво нешто ни беше потребно на нас, веќе се модернизираме, веќе на некој начин влегува кај нас оној тренд на модернизација на здравствените домови, на здравствената услуга, така да после оние зафати градежни што беа направени во здравствениот дом и кои се уште во тек, и ова е едно од можностите, ова е едно од доекипирањето на здравствениот дом. Со ова нешто, значи брзата помош, односно итната медицинска помош се докомплетира. Од неодамна, значи беше комплетирана со кадри, лекари, сестри, сега и со возило, така да полека го финишираме овој дел. Иако повеќето посакаа што помалку да биде употребувано, оние кои секојдневно се судираат со случаите кои бараат идна медицинска интервенција, признаа дека за жал од поодамна постои потреба за вакво засилување на нивните редови, како и досега подготвени се да одговорат на секој предизвик, а од сега се надеваат со уште поголема ефикасност. Раководителот на итната служба при Кривопаланечкиот здравствен дом, специјалистот Грозде Спасовски, очекува подобрување на здравствените услуги не само во градот, туку посебно и во околните населени места. Ова возило е добиено благодарение на владата и на Министерството за здравство на Република Македонија. Возилото е опремено со најсовремена опрема за хитни случаи
и како имам потребу тако возило, бидејќи нашите возила до сегашни не ги исполняваше стандардите за ова намена. И моја желба е да ова возило се користи што помалце, во смисла на тоа да што има помалце повредени, травматизирани и што помалце повредени случаи на кои е потребен, удобен и неопходен транспорт до повисоките здравствени установи. До сега располагаме со санитетски возила кои се амортизирани затоа што повеќето од нив имаат поминато можда повеќе од 500 до 1.000.000 километри, така да плюс тоа не располага со адекватна опрема што е неопходна за пружање на неопходна помош уз транспорт на пациентите и на повредените. Возило е наменето пред се за оние случаи за кои што и како индицира хитен транспорт, а тоа се мозочни удари, срчеви удари, сообраќајни удеси, луѓе со крварење, луѓе со политравматизам, за кои е неопходен брз транспорт до адекватна здравствена установа. Инаку, да подсетиме, на државно ниво се работи за нови 69 модерни амбулантни возила, кои се во склад со високите стандарди и барањата на македонските стручњаци од овој сектор. Истите државата ќе ја чинат околу 275 милиони денари, или 4,5 милиони евра. Покрај обемната и супермодерна опрема внатре, возилата имаат најсовремени системи за стабилност и надворешни рефлектори, за да можат докторите да пружаат помош и надвор од нив. Покрај во опрема се вложува и во нов кадар во центрите за итна медицинска помош. Следниот чекор е вработување на 80 доктори во сите центри за итна помош, со што кадарот во овие служби ќе се зголеми за над 25%. Ова е историски најголемо зголемување на бројот на доктори во итната помош во последните 20 години. Со сите овие мерки и активности, итната помош ќе реагира навремено и побрзо ќе пристигнува на местото на настанот, каде што пак ќе понуди современ медицински третман.